Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници од Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, во содејство со Одделот за гранични работи и миграции, на граничен премин меѓународен аеродром Скопје, привлез во државата, ги лишија од слобода ТРФ, 36 годишен и 40 годишниот МБС, двајцата од Камерун, поради постоење на основи на сомненија за сторени кривични дела, правење, набавување и оттуѓување средства за фалсификување. Имено при пасошка контрола на пријавените кои допатувале од Милано, извршена им била дополнителна гранична контрола и при преглед на багажот кај ТРФ биле пронајдени 2591 исечено парче хартија на кој од двете страни отпечатен дел од дизајнот на банкноти од 50 евра, 2363 такви парчиња со отпечатен дел од дизајнот на банкноти од 100 евра, 463 парчиња со дел од дизајнот на банкноти од 200 евра, 213 со дизајн на банкноти од 500 евра, 2 исечени парчиња хартија, на кои од едната страна е отпечатен во повеќе бои дел од дизајнот на банкноти од 50 евра, 78 исечени парчиња хартија без никаква ознака, како и 2 шишиња со течност и UV ламба. При преглед на багажот кај МБС, пронајдени се 2072 исечени парчиња хартија со црна позадина, на кои од двете страни е отпечатен дел од дизајнот на банкноти од 50 евра, 1321 такво парче со отпечатен дел од дизајнот на банкноти од 100 евра, 247 со отпечатен дел од дизајнот на банкноти од 200 евра, 104 со дизајн на банкноти од 500 евра, како и една француска лична карта на име КВС и една камерунска патна исправа на име С и Ф, за кои нема податоци дека се вистините. Пронајдените предмети се одземени и предадени на вештачење во Народна банка и Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при МВР, при што било утврдено дека примероците се имитации на евробанкноти со различна апоенска вредност, кои се изработени со користење на професионална опрема. Исто така, од извршената експертиза од страна на Народната банка е констатирано дека тие представуваат примероци во рана фаза на изработка на фалсификувани евробанкноти со апоенска вредност од 50, 100, 200 и 500 евра. Поради тоа што кривично пријавените предмети неовластено ги поседувале со намера истите да ги внесат на територијата на нашата држава за да се искористат за правење на лажни пари во вкупна вредност од 902.150 евра. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против двете лица поради постоење на основи на сомнение за сторени кривични дела, правење, набавување или оттуѓување средства за фалсификување по член 271 став 2 од Кривичниот законник.